Добро, ние интензивно разговаравме сите изминати денови. Прво евидентно беше дека во текот на изминатата недела, изминатите десетина дела се зголемува инциденцата. Најмногу е зголемена инциденцата на нови случаи во Скопје, понатаму регионот во Кавадарци и Неготино, Прилеп и Охрид. И тоа се реперкуира на начин што има зголемен прилив на пациенти во болниците. Во Кавадарци е целосно исполнето инфективното и дополнителните оделенија и почна да работи и модуларната болница. Исто е во Прилеп, а ние гледаме тука во Скопје секојдневно се поголем број на случаи кои што барат хоспитализација, затоа во функција се врати модуларната болница до инфективната клиника и повторно сега се спремни на стендбај практично сите интерни клиники. Тоа го организиравме денеска во текот на утрото, онака како што беше во месец ноември. Ударот кон болниците во смисла на прилив на нови пациенти не е така нагол како што беше на почетокот на ноември и тоа е назначена разлика, без разлика на зголемувањето на инциденцата и многу е тешко сега да се каже дали ќе продолжи тој тренд или ќе се достигне некое плато, односно дали бранот кој што сега се јавува ќе биде идентичен на тој во месец ноември, туку има поделени мислења на епидемиолозите, но ние мора да сме внимателни и спремни. И во таа смисла препораката на Комисијата за заразни болести е да има ограничување на движењето после 22 часот, поради тоа што смета дека навистина има групирање после затворање на угостителските објекти без почитување на превентивните мерки на јавни површини, простори и така натаму.